Поречиси една година преговори во владината коалиција, владата го усвои законот за правична застапеност на етничките заедници во јавниот сектор. Пред да стигне кај претениците за конечно усвојување, ќе треба да биде проверен и од Венецијанската комисија. Законот треба да го замени укинатиот балансер и да гарантира професионална администрација, но во која етничките заедници ќе имаат своја соодветна застапеност согласно Уставот и рамковниот договор. Оние кои ќе сакаат да се вработат или да унапредуваат во службата, нема да даваат изјави за етничка определба, туку таа ќе се одредува според тековните документи за лична идентификација. Кога институциите се праведни и ефикасни, сите граѓани добиваат подобра услуга. Тоа е темелот на трајна меѓуетничка доверба и вистинска сплотеност. Законот е гаранција дека етничките заедници ќе бидат соодветно и правично застапени. Логично е дека секој оној кој што ќе аплицира ќе мора да покаже и докаже кој е, и во законот е предвидено да тоа биде со лична карта или со друг документ кој што со согласно закон го идентификува лицето. Конечно, тргнува застапеноста од влијанието на дневната политика и го прави законското право за секој граѓанин без оглед на етничката припадност. Сепак, методологијата и процентите на застапеност на одредена заедница во администрацијата ќе биде определена дури откако законот ќе биде донесен. Неа ќе ја подготвува посебно координативно тело составено од владени представници и Агенцијата за администрација. Основа за тоа, како што претходно објасни вице-премиерот за добро владење Фетај, ќе бидат податоци од последниот попис, но не откри дали предвид ќе биде земено само резидентното население или пак ќе биде вклучена и диаспората. Албанската опозиција веќе негодуваше дека овој закон е антиалбански. Мицкоски вели дека критиките на ДУИ не се суштински, туку само етнички поларизираат. Впрочем, ДУИ е политичката партија која што во рамките на претходната влада во извештај вели дека балансерот како алатка е исцрпена и дека треба да се избрише. И сега истите тие се против самите ДУИ. Значи, кога е ДУИ опозиција, е против ДУИ кога е во влада. Претходно и вице-премиерот за односи меѓу заедниците оцени дека меѓуетничките односи се стабилни, а критиките предизборни. Штом се доближуваат било какви избори, секој се обидува да земе поени играјќи на некакви си карти кои се надвор од некакво си нормално гласување, кога не станува збор за изборен период. Така да тоа се почитува, не? Тоа е првата работа на меѓуетнички односи во овој момент во државата се стабилни. Уставниот суд во октомври го укина балансерот како механизам за вработување во јавната администрација по етнички клуч. Уставните суди оценија дека припадноста на одредена етничка заедница не може да биде критериум за вработување. Претходно, како неуставни, беа оценети изводите од матичната книга на родени, во кои требаше да стои графа за етничка определба, како гаранција дека нема да има злоупотреби за полесно вработување во јавниот сектор преку етничките квоти. Катерина Нешкова, Сител телевизија.